Почитуван министер за внатрешни работи господине Спасовски, почитуван вице-премиер Груби, почитуван амбасадор на Европската унија господине Гир, почитувани заменици министри, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност Стацевски, почитувани припадници на МВР, на Оделот за форензиски истражувања, почитувани медиуми. На почетокот сакам да упатам честитка до припадниците на Министерството за внатрешни работи, што од денес добиваат најсофистицирана и најсовремена опрема, зграда и се што е потребно за најдобри услови за работа, а нашата држава ќе биде препознатлива по тоа што добива најголем објект за форензички испитувања во регионот. За прв пат во историјата на службата за форензички испитувања во Република Северна Македонија, на вака високо ниво ги унапредуваме условите за работа на припадниците на МВР, а од друга страна овие модерни и добро опремени форензички лаборатории ќе бидат корисна алатка на полицијата и правосудниот систем во борбата со криминалот, што ќе резултира со поквалитетна истрага и зголемена откривачка дејност. Ова возможува нашата полиција да биде во чекор со современите постапки, европски практики и стандарди. Овој концепт на форензичка служба ги отвора вратите на нашите професионални форензичари непречено да учествуваат и во регионални и меѓународни проекти, но е и можност за продлабочување на соработката со форензичките служби од државите од регионот и од Европската унија. Сакам да ја поздравам и заложбата на сите вклучени, посебно Европската унија, која континуирано вложува средства, знаење и едукација во државните институции, за што поажурно и поуспешно справување во борбата со криминалот и корупцијата. Инвестицијата во овој современ објект, која во рамки на ИПА програмата изнесува над 3,5 милиони евра, ово уште еден показател дека Европската унија поддржува нашата безкомпромисна, континуирана и постојана борба со криминалот и корупцијата. Нашите политики за реформа на истражните институции, правосудството, обвинителството, создавање слободни и независни институции, вклученост на граѓанските здруженија и медиумите во тие процеси не се само декларативна промоција на политичка волја за битка со криминалот, туку тие се реалност. Граѓаните како крајни корисници на услугите на овие лаборатории ќе почувствуваат најголем бенефит, имајќи предвид дека ефикасноста на судските постапки не може да се замисли без служба која ќе биде независна, неутрална, ефикасна, навремена и професионално оспособена, усогласена со барањата на истрагата и истовремено ќе ги исполнува стандардите на современата форензичка институција. Работа по системи стандарди е она што оваа влада го вреднува и имплементира е одлика и на работа и функционирање на земјите членки на Европската унија. Во нашата независна историја веќе 30 години обстојува исклучително високо ниво на поддршка на граѓаните во однос на потребното членство во Европската унија. Во сите овие години финансиската поддршка на Европската унија се проценува на над 3,3 милиарди евра, средства кои нашата држава ги добила преку грантови и макрофинансиска поддршка во текот на годините, која ни возможила ликвидносна поддршка за забрзување на деловната активност и индиректно повисоки плати и пензии, намалување на невработеноста, зголемени странски инвестиции и изградба на подобра инфраструктура во државата. Нашата европска ориентација како влада носи резултати. Во изминатите години Северна Македонија е носител на позитивни политички и економски текови и во услови на најголемата светска економска и енергетска криза се случуваат капитални инвестиции, растат платите и пензиите, помагаме одржување на ликвидноста на стопанството, но и го подобруваме животниот стандард. Економскиот модел на владата резултира со 50% раст на минималната плата, просечната нето плата историски е највисока и веќе изнесува над 36.000 денари, а тоа е зголемување за цели 63% во споредба со 2016 година. Пензиите се повисоки за речиси 50%, а паралелно над државниот процек се исплатите и платите во новите фабрики во технолошко-индустриските развојни зони. Ако во 2016 година странските инвестиции изнесуваа 338 милиони евра, во 2022 година во услови на криза изнесуваа 754 милиони евра или двојно повеќе од 2016 година. Инвестициите во тризовите во 2016 кумулативно изнесуваа 600 милиони евра. Во 2023 година се речиси 2 милиарди евра. Овие показатели може да се зголемат и мултиплицираат, а единствениот начин да се направи тоа е продолжувањето на евроинтеграциите на државата. Со членството во Европската унија ефектите ќе бидат уште поголеми. Согласно анализите, во првите 5 години порастот на нето платите ќе биде од 70 до 100%. Порастот на бруто домашниот производ од 80 до 90%, а ќе растат и бројот на работните места. За 30 до 40% се зголемува и бројот на малите и средни предпријатија кои се двигатели на економскиот раст. Ова е
нешто на што никогаш нема да има ниту демант, ниту ќе има реплика од било кој политичар или политичка партија во државата во однос на овие бројки, бидејќи тие се единствената реалност. Се друго е утопистички размислувања за некакви алтернативни сценарија. Продолжуваме да градиме институции во Северна Македонија како земја членка на НАТО, земја на патот кон Европската Унија, кои подготвено и соодветно ќе одговараат на предизвиците кои ги наметнуваат геополитичките случувања. Безбедносните предизвици, криминалот, корупцијата не се разликуваат од оние со кои се соочуваат полициите во регионот, во Европа, затоа на врвот на приоритетите на владата е да развиваме и унапредуваме полициската служба. На крај, на вработените во одделот за форензички испитувања и посакувам успешна работа во служба на граѓаните. Условите кои ги обезбедивме се модерни и европски, затоа очекувањата на сите нас се независни, правни постапки, испорачување на квалитетни услуги за граѓаните, за постапките пред обвинителството и пред судовите. Сакам да им се заблагодарам, меѓутоа воедно и да им честитам и на министерот Спасовски, и на неговиот тим во Министерството за внатрешни работи, заедно со сите нивни колеги, кои во рекордно време успеа да го завршат и овој објект, меѓутоа и 80 други објекти низ државата, се разбира од буџетски средства, но и со помош на Европската Унија. Честитки на сите.